Почнуваме со првата сезона на културно-информативниот проект Мнение. Ке зборуваме за книги, историја на уметност и ќе ви ги представиме нашите домашни автори. А кога веќе сме кај автори, чест ми е да ви ја представам нашата денешна гостинка, добитничка на наградата Млада струга за 2024 година за незината необјавена поетска стихозбирка Скршен терариум. Станува збор за Филипа Попова. Филипа, добре дојде. Здраво, фала на покана. Ти благодарам што си наша денешна гостинка. Еве на самиот почеток, кажи ми нешто повеќе за процесот, односно како настанува збирката си до моментот каде ти се закитуваш со наградата Млада струга. Збирката се состои од повеќе песни, пишувани во различни периоди во текот на 3-4 години. Некои песни се стари 4 години, некои се понови и тоа, мислам, имав идеја, сакав да објавам збирка, чувствував дека треба да бидат објавени тие песни некој од нив. И почнав да го создавам како концепт и го видов конкурсот и ја испратив збирката на тој конкурс. Самиот наслов Скршен терариум е доста впечатлив. Како дојде до таа идеја и која можеби пораката што ја пренесува? Скршен терариум дојде откако напишав една песна што се вика Терариум и која што сватив дека многу добро многу добро, која што се вклопува во концептот и може да го заокружи, да ја заокружи, да ги заокружи сите емоции по збирката и со некоја позитивна оптимистична нота. Но бидејќи другите работи не се со позитивна оптимистична нота, некако ми дојде Скршен терариум во глава, но тоа алудира и на повеќе работи. Мислам, главното што чувствував е дека тој свет кој што е мој, а и општо светот моментално што нешто поминува е како таа некој, како системот да е скршен, светот системот да се скршени и сега кои се последиците од тоа и кои се чувствата што произлегуваат од тоа. А исто така има и некои песни кои што самите се со скршена структура, така што и малку алудира и на тој момент кај што толку е скршен светот што не можеш ни да се искажеш ни да напишеш некоја кохерентна песна. Во самата збирка има многу теми и мотиви од песните за кои може да зборуваме и дискутираме. Ние издвоивме само дел од нив за денес. Впечаток ми остави за бунт против молкот и стравот. Ти имаш напишано една песна со наслов видеоигра. Јас ќе те замолам да ги прочиташ следните стихови, а во продолжение ќе дискутираме на таа тема. Молчам, ме научија да бидам молк. Се цверам, ме научија да бидам цвер. Цвер во кој тлеат илјадници празнини, огледала едни во други вперени, мисли одиграни наместо кажани. Која е цената на молкот и во кој момент човек, метафорички кажано, станува зверка? Цената на молкот, мислам, кога молчиш за да добиеш нешто, например, или за да не се соочиш со твојот страв, или бидејќи мислиш дека нема друга опција, е да си цената е губење на себе си. Стануваш звер кога го правиш тоа со цел да наштетиш некому, да добиеш нешто повеќе. Не знам, мислам дека стануваш звер кога се губиш себе си во таа етичка смисла. И некогаш молчиме бидејќи ни е страв од светот, од себе си, бидејќи мислиме дека нема друга опција. Но така само се убиваме себе кога чувствуваме дека треба да зборуваме, а го одбираме молкот. Значи тоа цената е себе предавство и предавство кон другите. Сметаш ли дека стравот е клучниот момент кој пресудува за луѓето во некои ситуации да молчат или можеби да се појават во некоја друга фигура како што е описот во песната Звер? Мислам дека и зверови настануваат од страв. Некогаш. И тој момент дека, например, стравот дека тоа се. Например, зверот мисли дека е звер и дека не може ништо друго да биде. И тоа мислам дека наталожен страв низ времето, кој што прераснал во некој песимизам и откажување од себе и некоја побава опција за живот. Дали мислиш дека на можеби на таквите личности им е потребно само малку повеќе љубов за да се искорени тој гнев и страх и да можат во целост да се чувствуваат и слободни и да немаат потреба да се заплашени да го чувствуваат стравот длабоко во нив? Веројатно да, но од друга страна мислам дека некои луѓе се непоправливи.
Така збориме стварно злобни луѓе. Тоа веќе поидува со намера за некому да Да, нема оправдување. не се тешки теми за тоа. Ама, мислам, тоа што го кажа е дека стварно со повеќе љубов и разбирање едни спрема други ќе станеме подобри луѓе. И може и некои зверови ќе станат добри зверови. Се надевам на истото. Изобилуваат јасни мотиви и за слободата, односно како тоа ти ја доживуваш слободата. Имаш песна со тој наслов, јас ќе те замолам да ни ги прочиташ следните стихови. Ти не си слободна. Забита ти потпукна од се што си премолчила. Ти не си слободна. Болка, болка, болка и моќ. Ти не си слободна. Живата ограда од градината ти се обеси на вратот и живецот ти се задуши под кожата. Ти не си слободна. Што представува за тебе слободата и колку денешниот човек може да ја ужива во целост? Помислам дека денес многу голем наглас од слободата и дека сите сам повеќе ја имаме. И вистина е дека повеќе е присутна кога ќе видиш од страна во споредба со минатото и преминати режими. Но сметам дека човекот не е целосно слободен и дека па и не ни може да биде никогаш целосно слободен. За мене слободата е повеќе некоја духовна внатрешна категорија. И најмногу ја доживувам кога излегувам од себе и сите работи кои што ми се присутни во секојдневниот живот. Сите некако рамки и самото бегство за мене е слобода. Кога веќе сме кај слободата во уметноста, има многу автори, нели, кои сакаат да творат и да пишуваат, секако да издадат некое нивно дело и да го промовираат. Колку е тоа лесно или тешко, доколку некоја издавачка куќа не застане позади нив за да ги поддржи? Во издавачката куќа, затоа ме дисте. Искрено не знам. Денес е добро што постои интернет и постои опција ти сам да бидеш само издат, односно сам да си издадеш книгата. Така што автор еден може да успее, во смисла да биде читан, да добие публика, сам кај нас не може голема публика да добие, но и так нешто напишал и сака да го изнесе тоа на светот и може тоа да го изнесе на светот. Значи има повеќе опции. Но факт е дека во таа некоја си, да речеме, книжевна елита или која што повеќе следат книжевност, е важно издавачка куќа дали ќе застане за тебе и која. За жал денес има моменти каде што некои издавачки куќи застануваат самите зад автори во кои што застануваат зад автори во кои што самите не веруваат на сметка на профитот. Наместо да се фокусира на квалитетот на делата кои што ги составува. Така. Покрај поезијата пишуваш и проза. Имаш објавено еден расказ во збирката раскази на тема туѓо тело. Што е тоа што тебе те инспирира кога станува збор за раскази? Во раскази повеќе се инспирирам од општеството и расказите ми се посатирични и не доминираат толку емоциите и сам некои, како да кажам, лирски, понежни впечатоци како што во поезијата. И во расказите, повеќе доминира рационалното и секогаш нешто различно ме инспирира, не се секогаш истите теми. Во тој расказ конкретно, темите се отуѓување и прашањето колку ти треба да се препушиш на околината, колку да се задржиш, така што повторно е нешто со слобода врзано, индивидуална наспроти заедничка слобода. Како што спомна самата, во расказот изобилуваат мотивите на отуѓеност како од себе си, така и од останатите. Што е тоа што придонесува луѓето да се оддалечуваат едни од други и да доминира чувството на осаменост? Не знам што е тоа. Денес нели викаат дека се повеќе се осамени луѓето, но тоа исто може би има влијание што постојано се прават испитувања на таа тема. Ние не знаеме колку биле осамени луѓето во минатото пред 500 века. Но веројатно секогаш постои таа осаменост, тоа е вечна човечка, мислам, состојба. За тоа што денес некако може би повеќе доминира бидејќи луѓето се пред се физички оддалечени едни од други и може секој да се живее индивидуално во својата соба без уопшто да излезе надвор. Мислам дека тоа многу придонесува и некако се повеќе солипсистички се и тоа може би ги прави по нарцисоидни малку луѓето.
во смисла не ми треба никој друг, јас се знам, се ми е мене достапно и можеби од таму доаѓа таа саменост. Веројатно од тоа пред се физичката личност влијае врз тоа да се развиваат натрешно сите тие состојби. Филипа, кажи ми што мислиш ти, што е она што треба да се превземе, односно како треба да се поддржат нашите автори, воедно и уметници? А, не знам како треба да се поддржат. Прво мислам дека треба сами меѓу себе, мислам не прво, ама треба сами меѓу Заедно себе да се поддршка. поддржат, бидејќи кај нас постои еден момент чуден на некое малограѓанско оговарање, каде што ќе ти кажат на пример, во лице нема да ти кажат, туку буквално те оговараат од страна, не пусти критика некоја која што се објавува, која што е правилно од компетентни луѓе. И се создава некоја чудна атмосфера во самите тие книжевни кругови, а исто така за жал постојат многу предрасуди за македонските автори дека не пишуваат квалитетна книжевност и со повеќе луѓе ако зборуваш што нели не се од тие кругови што само се читатели сакаат да читаат книги, кажуваат дека не веруваат ниту на македонските автори, ниту на македонските преведувачи. Но би препорачала да истражуваат, бидејќи навистина постојат квалитетни луѓе во книжевноста кај нас, само што постојат и многу неквалитетни работи што се издаваат, пошто доминираат на пазарот и тоа им создава одбивност на читателите. Но всушност мислам дека поголем квалитет може да се најде во помалите издавачки куќи, кои што некои од нив се толку алтернативни што не имаат ни сајтови на интернет, па не можеш ни да видиш кои книги ги имаат, но сепак би, не знам, мислам дека треба, за жал, мислам, читателот е ставен во таа позиција да треба повеќе да истражува, да наоѓа или да бара квалитет и ќе го најде бидејќи постои квалитетот. И можеби треба самите издавачки куќи малку да приоритизираат квалитет наместо профит, за сето тоа да се исфилтрира, односно да се тргне тоа што не е квалитетно, па да се зголеми довербата помеѓу читателската публика и издавачите, бидејќи тие се, како да кажам, бариерата меѓу авторот и читателот. И Убаво кажано. Ти благодарам. Ќе напоменеме дека во слободно време се занимаваш со колаж предизвици. Може ли да ни кажеш за што станува збор и каде сите оние кои ќе не гледаат и слушаат, кои сакаат да учествуваат, можат да се приклучат на таа иницијатива? Да, со Марко Трбевски почнавме Скопје колаж колектив се вика и секој може да учествува. Така е името ставено, бидејќи има други колективи такви низ странство, каде што секоја недела се објавува фотографија и таа фотографија служи како основа за некој да направи колаж. И секој може да си ја снимна фотографијата, да направи колаж, да ни го испрати. И целта е малку да се размрдаме креативностите, да му дадеме на некој шанса или простор да се изразува креативно, бидејќи колажот, убава работа за колажот е што секој може да го прави. И не знам, со нешто различно да се пополни времето на луѓето, тоа е слободното време различно да им се одвива некако поинтересно. И тоа на Инстаграм имаме акаунт Скопје колаж колектив. Убава иницијатива и убава идеја да се продолжи. Јас ви посакувам успех. За крај би те прашала што е она што ти би им го препорачала на младите автори за да ги охрабриш да творат и да ги промовираат нивните дела. Па би им препорачала, што би им препорачала, да бидат своји, да не се трудат да туку да си го најдат својот автентичен глас, но исто така и да учат постојано и да напредуваат во тој аспект, бидејќи мислам потребен е и талент општо за работите, но секогаш тоа треба да се надградува. И исто така да не бидат строги едни со други, да не се критикуваат толку, бидејќи кај нас постои некој момент на такво малограѓанско критикување, овој вака прави, овој така прави. Мислам дека се баш тој момент на слобода, значи треба да си ја уживаме уметничката слобода и да постапуваме создавајќи уметност каква и да е, начин на кој што нас ни е природен, кој што чувствуваме дека е правилен индивидуално.
Кога веќе зборуваме за уметност, морам да напоменам дека овие слики кои ги гледаме во позадина се дело на младиот уметник Филип Зарков. Ќе имате можност во некои следните изданија да видите уште дел од неговите изработки. Филипа, ти благодарам што беше наша денешна гостинка. На вас. Тука го закружуваме ова наше денешно дружење. Уште еднаш да порачаме, читајте и поддржете ги нашите домашни автори, а ние се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам.